И денешната рунда преговори помеѓу 4 политички партии за Пржинскиот договор заврши без резултат. За разлика од претходните денови, денеска преговорите траеа некаде околу 2 часа во клубот на пратеници, пошто партиите излегоа без изјави. Пратеникот на ВМРО ДПМН е во меѓупартиските разговори Никола Тодоров. Пред денешните преговори ги повтори ставовите на неговата партија во врска со прашањата за ингеренциите на министерот за внатрешни работи и завршување на мандатот на техничката влада. Доколку СДСМ победи на наредните избори, нема потреба нивните министри и дополнителни заменици да отстапат од функции. Доколку загуби, потребно е да отстапат. Како што кажав, доколку се сигурни дека ќе победат, и го прифатат тоа, ништо не губат. Значи, ако они сметаат дека ќе победат и го прифатат овој предлог, ништо не губат и од ништо не се откажат. Нивните министри или заменици ќе продолжат да бидат министри или заменици до изборот на новата влада. Но доколку загубат, ќе треба да отстапат, што е и честно. Пред почетокот на меѓупартиските разговори, Радмила Шекеринска, представник на опозицијската СДСМ, изјави дека ВМРО ДПМН бега од регуларни, фери демократски избори и од Пржинскиот договор. Ние сметаме дека на Македонија час поскоро и требаат фери демократски избори. Заради тоа, во целиот овој преговарачки период баравме решенија, а не отваравме нови прашања и така ќе продолжиме и понатаму. На граѓаните им треба разврска на кризата, ама на граѓаните им требаат реални, вистински фери демократски избори. За разлика од нив, Артан Груби од ДУИ смета дека разговорите се одвиваат во многу позитивна и конструктивна атмосфера и дека за брзо време ќе се постигне договор. Се надевам дека договор ќе постигнеме денес или утре, што ќе значи дека единствена дата за одржување на избори годинава е можна дата за одржување на избори годинава 11 декември, затоа што сите други датуми се веќе невозможни за одржување на избори. Се надевам дека посебно двете македонски политички партии ВМРО ДПМН и СДСМ ќе се надминат себе си, затоа што разликите се минимални и денеска или најкасно утре ќе постигнеме договор за да е можно одржување на избори на тој датум кој што го споменав. Преговорите за решавање на политичката криза во Македонија продолжуваат утре, изјави американскиот амбасадор Джейс Бейли по денешната средба во клубот на пратениците.